Добре дојдовте, ова е нашето последно дружење за 2024 година, кое што ете некако така го замисливме да направиме резиме на начин на кој што можеби ќе ве натераме да размислите кои беа оние врвови и цели кои што во оваа година успеавте да ги исполните, постигнете, реализирате, а кои се можеби оние на кои што сега сте најмногу фокусирани и ќе бидат ваши главни за годината која што предстои. Таков е овој празничен период, за тие теми верувам сите разговараме и приватно и секогаш кога имаме можност, време, слободно време, па и кога се во прашање работните обврски, па така ќе биде и денеска со мојот последен гостин за оваа година. Негова пасија се искачувањата на планини и врвови, тој е алпинист, меѓутоа не на било кој начин, не секој пат експедициски, туку секогаш целта му е што е можно побрзо да се најде на некој нов врв и тоа од оние кои што се нели највисоки, најпрестижни, најпопуларни. Ќе ми биде чест и задоволство да ги чуеме неговите искуства и се разбира да прашаме, да дознаеме каде се можеби сака да се најде во 2025 година. Ќе биде ова уште еден мотивирачки разговор за кој што ве канам да бидете со нас и на убав начин да заокружиме и оваа година во Ферплей. Да, поставените цели, искачување врвови, сите оние нешта кои што сакаме да ги постигнеме, се тоа добри теми и мислам супер начин за да ја заокружиме и оваа година, односно нашите дружења во Ферплей. Добро знаеме сите, верувам се согласуваме, спортистите, луѓето со спортски дух и таков концепт на живење секогаш се еден добар пример и можеме едноставно да се инспирираме од нив, да се поистоветиме и можеби и ние малку подобро да размислиме кои се целите што самите сакаме да ги постигнеме, затоа секогаш и во секој случај ќе ни биде потребна голема дисциплина и труд. Со мој денешен гостин не сме имали интервју и не сме се виделе веќе неколку години и затоа сум љубопитна да дознам што се променило од тогаш досега во поглед на неговата рутина, живење и сето она што го прави кога е во планина, затоа што некако тоа е негова пасија, до некаде би рекла и професија. Му посакувам добри дојде во Ферплей на Александар Кирковски. Здраво, Јана. Здраво на сите гледачи на Телма. Многу ми е драго што сум повторно гостин кај тебе после неколку години сигурно и што овој пат е во специјализирана спортска емисија, бидејќи многу малку ги има во етерот кај нас и навистина е посебно чувството да се гостува во една тематска емисија за спорт, како што е Ферплей. Ти благодарам многу, се поклопија сега нештата затоа што не живееш во Македонија одреден период, меѓутоа празниците се моментите кога некако сите успеваме да бидеме дома, се надевам барем. Така што еве го тој момент, што се случи, зошто не живееш повеќе во Македонија? Причина е тоа што професионално сакаш да го правиш, приватно, како се одвива нештата? Да, па речи си 3 години сум надвор од Македонија. Да, генерално од приватни причини, не е поврзано со планинарството или со професијата, меѓутоа во секој случај пред се секое ново искуство е особено драгоцено, а и живењето надвор од дома условно кажано, надвор од Македонија е исто така едно ново искуство, како што одењето на една планина во еден нов регион исто така не збогатува со исклучително многу нови искуства, буди различни чувства и така натаму, да. Ти си инаку професор по географија, тоа го споменувам за оние кои што можеби не знаат и можеби тоа објаснува голем дел од нештата
за твојата информираност, но и љубов кон природата. Меѓутоа, има ли посебна причина зошто од сите детали што ги знаеш поврзани со природата, локации, нешта, природни убавини, планината некако најмногу била таа која што те привлекла? Да, веројатно, ако се запрашам подлабоко во себе, всушност мене ме привлекуваат изолираните простори. И планините се едни такви. Каде што навистина човек може да сретне многу мал број на луѓе и најчесто тоа се луѓе кои што навистина ја разбираат и ја доживуваат природата. Бидејќи тоа не се места каде што може условно кажано обичниот човек да биде присутен. Со исклучок на оние, да кажеме, планински предели каде што веќе има значително ниво на инсталирана инфраструктура, како што се ски центрите, одредени жичници, меѓутоа таму се губи магијата на планината, да кажеме, на такви места. Се случува да појдам понекогаш туристички, меѓутоа доживувањето не ми е како да сум во таа дивина, изолирани пространства, бидејќи ако ги тргнеме на страна планините, места кои што би сакал да ги посетам кога би имал можност, се повторно некои, да речеме, Антарктикот или некои пустински предели и така натаму. Значи, се што е поврзано со изолирани пространства, каде што многу ретко човечка нога воопшто стапнала. Добро, Македонија може би нема Алпи, да речеме, меѓутоа сепак важиме за земја каде што еден од нашите препознатливи символи се планините. Кога ќе се вратиш еве сега во Македонија после подолг временски период, каде најмногу сакаш да отидеш? Па да, со оглед на тоа што дојдов пред 2 дена и веќе вчера бев со неколку пријатели на Шарпланина на една кратка ски планинарска тура. Да, сигурно тоа е еден баланс помеѓу планините, кои што сите планини во Македонија ми се драги, и обврските кои што треба да се обават овде во градот и средба со пријатели, со роднини, блиски и така натаму. Да, секако дека и за тоа мора да има време. Сакам и за нашите гледачи малку да појасниме што е разликата меѓу сите досегашни гости во Fairplay со кои говоревме на тема алпинизам и нивните искуства од планините и тебе. Досега разговаравме за оние подвизи кои што се можеби би ги нарекле постандардни, класични експедиции за кои сите знаеме, кои што се повеќе популарни. Меѓутоа, разликата меѓу сите кои досега беа овде изборува на таа тема и Александар е тоа што ти меѓу овие искуства ги имаш оние што побрзо да се стигне до врвот. Значи, тоа би го нарекле брзински, така, брзински алпинизам или некако така? Брзинско, да, брзински искачувања, може да биде брзинско планинарење, брзински алпинизам, зависно од техничките карактеристики, условите на теренот, односно разликата помеѓу едно високо горско планинарење и алпинизам некогаш е тенка, но јасно може да се издиференцира заради тоа што се гледаат техничките карактеристики, како е тоа направено, да речеме во кој стил, дали да речеме имало логистика за време на искачувањето, некој поставил одредена опрема, фиксно јаже и така натаму, или самостојно, или партнерите во тоа искачување, и може да бидат двајца, тројца, четворица, самостојно ги решаваат сите проблематики на патот до врвот. Меѓутоа, тоа се варијации, а поимот брзинско, па тоа е, да кажеме, актуелно во поново време, иако ја сум сигурен дека и претходно, кога не постоеле записи, луѓето го мереле времето и се стремеле да се надминат себе си и на тој начин, заради тоа што во планините може да се надмине човек на повеќе начини. Едното е преку искачување на потешки рути, па во некои случаи повисоки врвови, иако височината во денешен аспект не игра значајна улога толку, зашто тоа, да речеме, било актуелно пред да бидат искачени највисоките врвови на планетата. Се одело исклучиво на височина се таргетирало, и друг начин е преку брзината, односно нештото да го направиме побрзо, да го спакуваме во помалку време
и со тоа да се надминеме себе си. А на крајот на криштата, како и да го направиме тоа, ние и со престојот и со потфатите во планините и духовно се Секако се поместуваат лимити, поместуваме. нели? Апсолутно. Сите разговори поврзани со искуство во планина не може да поминат без ризиците. Едноставно тоа е така. Планината ги носи своите ризици и сега, дали она што ти го правиш кога имаш таков предизвик, што побрзо да стигнеш на врвот, значи по автоматизам дека е тоа и многу поризично во споредба со оние кои само имаат за цел да се најдат на врвот. Не е во прашање толку време. Сигурно велат кој брза греши, меѓутоа нормално да, кога игра часовникот се е поопасно заради тоа што имаме помалку време да се прилагодиме на промените, помалку време за размислување, меѓутоа и помалку време за телото да се прилагоди физиолошки. Еве да кажеме, последна експедиција на... Јас многу ги сакам Алпите и брзите искачувања во Алпите, но понекогаш одам и на некои експедиции. Последно бевме минатата година со еден пријател од Германија, многу спремен планинар и одличен другар, Лукас. Го искачивме врвот Ленин во Киргистан, тоа е околу 7134 метри надморска височина и ние го искачивме по класичната рута, значи самостојно, меѓутоа комплетно самостојно, но не беше рутата екстремно тешка. Но височината си е сепак 7200 метри е голема височина, особено кога човек е ослонет на своите капацитети и времето за кое што го искачивме врвот, од кога пристигнавме на планината, беше 9 дена. Значи на 9тиот ден го искачивме врвот, вообичаено врв од 7000 метри се искачува на 20тиот ден од кога човек ќе отиде на експедицијата, таму кога ќе пристигне во подножието. Поради сите аклиматизирање и така натаму. Паузи, одмор и така. Токму така, што значи ние на телото му оставивме многу помалку простор, но сепак благодарение можеби на одредена физиолошка позадина, дека не секој организам се прилагодува исто на надморската височина. Некогаш може да се случи еден планинар што условно е за нијанса помалку спремен од другиот, подобро да се прилагодува на поголема надморска височина, но најчесто е поврзано и со физичката спремност. Односно, и досегашните искуства, но и колку е силна аеробната база, колку долго е градена таа база, бидејќи да речеме, ако човек се подготвува за некој спорт кој што бара, да кажеме, перформанса анаеробен, да речеме како што се фитнесот во теретана, таму може со интензивен влог и за една година или за година и пол да дојдат видливи резултати. Меѓутоа во аеробната база, односно целокупниот кардиоваскуларен систем и капацитет на плуќата, на телото да прима и го искористува кислородот ефикасно, една таква база се гради многу години. Не може за една година човек да изгради значаен напредок да постигне на тоа поле. И така што ние на 9тиот ден се искачивме, слеговме и навистина се чувствувавме неверојатно добро. Бевме презадоволни од таа авантура. Кислородот го спомена, извините, прекинувам, дали употребуваш кислород? Не, кислород не сум употребувал, но и не сум бил повисоко од 7200 метри. Да, онаа зона каде што веќе... Кислородот обично го користат планинарите од 7000 метри нагоре или од 7,5 нагоре, зависи кој како, значи на оние врвови кои што се над 8000 метри надморска височина. Но морам да напоменам дека не сите користат кислород. Значи, стандардот на искачување на врвовите над 8000 метри без кислород во елитните планинарско-алпинистички кругови е востановено уште од 90-тите години. Значи, да речеме, првото искачување на врвот Монте Еверест без додатен кислород 1978, значи тоа е веќе многу одамна.
од двајца млади, многу силни алпинисти во тоа време. Тоа се легендата на светскиот алпинизам Рейнхолд Меснер, кој што е првиот што ги искачил сите 14 врвови над 8000 метри, уште еден исклучителен алпинист од Австрија Питер Хавелер. И тие двајца заедно, како младичи од по 20 години, одат контра размислувањата на целата алпинистичка и лекарска фела во тоа време, дека тоа е возможно да се направи и тие успеваат во тоа. И сега нормално поминува време, нормално не може уште веднаш тоа да се прифати во алпинистичката заедница, но веќе во 90-тите постанува стандард ако некој декларира врвно постигнување, значи за да добие признание во светски рамки, тогаш треба да оди без кислород. Да. Ама тоа го прават, да кажеме, 10-20% од луѓето што искачуваат врвови над 8000 метри. Неку гротото од луѓето, особено оние кои што одат во комерцијална експедиција. Комерцијална експедиција подразбира да човек партиципира во одредена експедиција, која што е организирана од така наречена агенција, која што нуди комплетни услуги како што се висински носачи на товар, шерпаси, поставувачи на фиксни јажиња и така натаму. Значи тоа е еден цел пакет каде што има значајна логистика. И тука веќе се излегува од доменот на алпинизмот. Значи веќе ако се меѓутоа тоа се сепак опасни предели, екстремни напори и тука нема подценување за ниту едно искачување. Само фере да се разграничи, да кажеме, како што јас немам проблем со тоа да разграничам дека моето време на соло брзинско искачување на Матерхорн од долу до врвот и назад е 7 часа, а дека светската елита тоа го прави за 2,5-3 часа. Мене тоа невозможно ми звучи. Да, меѓутоа, ако Како некој се качува за 2 часа? Еве, обиди се да ми објасниш. Наједноставно, например, би го објаснил тоа не со дека разликата во кардиоспремноста е толку голема, колку што е во целокупното искуство. Зборуваме помеѓу мене, кој што, да речеме, во тие светски рамки, кога ќе го дадам најдоброто од себе, можеби можам да го чепнам просекот, и тие елитни спортисти. Да кажеме, рекордерот на Матерхорн од швајцарска страна, Андреас Штајндел, тој е родом од Цермат, тоа е селото под Матерхорн, и да речеме, кај него во фамилијата 3 до 4 генерации наназад се професионалци во планина, професионални алпинисти, ски водичи, планинарски водичи, кои што со тоа име професијата, што значи имам читано неговото прво искачување на Матерхорн, веројатно не знам на 8 години негови со дедо му. Значи дедо му професионален. Како доди на водно. Баш така, дури имам, мислам да направиме во Скопје на анализа колку деца на 8 години биле пеш од долу до врвот на водно, тоа се многу малку. Малку сигурно. Така да, тој тоа го прави буквално во второ оделение, со дедо ми на врвот на Матерхорн. Или ако го земеме за пример, што се вели иконата во планинарскиот спорт, настрана го тргаме оној чист алпинизам, значи целокупно планинарскиот спорт, значи бидејќи во чистиот алпинизам има една друга група на елитни спортисти, па и таму има оние кои што се елита само за качување на сува карпа и така натаму, но целокупно во планинарскиот спорт најкомплетен спортист на сите времења досега е Килиан Жорне, тој од Шпанија, и тој има искуство и фотографии уште на негови 4 години, каде што на Пиринеите на 3000 метри го водат мајка му и татко му со шлем, со оние дерези за мраз. Има време да се аклиматизира и да стекне и рутина и така натаму. Но како и да е 2 часа и такви некои временски рамки, не знам, мене ми звучат лудо, но секој им чест. Сигурно, и кога се оди соло, исто, влогот е голем од аспект на нема право на грешка или нема право на сериозни грешки. Ајде, нешто човек може да, ама грешката може да чини. Ризикот е огромен. Да, и сега да кажеме, ако јас одам брзински соло на Матерхорн, јас пресметувам претходно, значи претходно сум го искачувал тој врв повеќе пати, јас пресметувам, добро, можам да го прифатам овој моментум, зашто тоа не е границата на моите, искачувањето на Матерхорн не е границата на моите можности. Едноставно кажано вака за гледачите, тоа е како еден маратонец што има личен рекорд од 2:08,
да кажеме. Не случајно кажав 2:08, тоа е државниот рекорд на Македонија во маратон, истрчано на веќе на млада возраст, а може да се каже легенда на спортот во Македонија Дарио Ивановски, можеби ти бил гостин. Се уште не, меѓутоа се надевам наскоро да. Да. Така што ако еден маратонец што трча 2:08 личен рекорд, му постава да кажеме услов овдека влогот треба да истрчаш 2:20, ама ако не истрчаш 2:20, толку. Да кажеме, немаш право на грешка. Ако не истрчаш, ќе го загубиш животот. И сега веројатноста е веројатноста дека ќе го истрча постои, ама влогот е сериозен. Така е. Сега бидејќи јасно ни е дека на ваков тип на врвови теренот од моментот кога ќе тргнеш до моментот кога треба да се најдеш на врвот на целта се разликува многу. Во тој контекст може ли да објасниш во тоа искачување брзинско кои ти се најсилните страни, значи во што си најбрз, а во што си најбавен, најспор, каде најмногу губиш време? Да, па можам да кажам дека во суштина избалансирано менаџирам со активност. Нема нешто што да речеме ми представува драстично поголема тешкотија од вообичаено, но најмногу уживам кога ќе дојде некој технички терен, значи кој што се состои од карпа, снег, мраз. И ево рамки на моите можности за движење соло, тука буквално повеќе уживам бидејќи и ментално сум внесен во целата приказна. Оној пристап, да речеме, кога ќе тргне човек од долината, додека да дојде до повисоките и поекстремните делови, тука може да размислува на разни нешта, може да постојат измешани чувства, како ќе биде горе и така натаму. Па некогаш знае да биде здодевно, да кажеме, кога се симнува човек, симнувањето, особено што поблизу доаѓа човек до долината, ако тоа трае долго, 3-4 висински метри човек кога треба да спушти, веќе ги искачал да спушти, тоаш веќе станува здодевно на крајот и едва чекаш да стасаш доле и да се измиеш на некоја чешма. Во твоите досегашни интервјуа сум забележала, например, дека за разлика од други луѓе кои го сакаат планинарењето, не ти е проблем да признаеш кога треба да се откажеш. Например, кој има ситуација, не, треба да се вратам назад, нема одење со главата во зид. Така е се уште, не го менуваш тој став. Или имаш моменти кога размислуваш можеби подолго и ти доаѓа инат, на некој начин не сакам сега да се откажам, сакам да продолжам, ако е ризично. До каде си со тие ситуации? Има и такви ситуации, никој не сака да се откаже од ништо. Сакам да кажам дека посебно во планина, па и во спорт, мислам спортистите се едноставно компетитивни луѓе. Мора да сакаат да победат. Дали према други, према себе. Компетитивноста не е лоша, таа не движи напред. Човек што се занимава со било каков спорт, не може да каже дека мене не ми е важно. Значи има, особено сега тоа важи за компетитивните спортови, планинарството, алпинизмот не се компетитивни, но сепак и во светски рамки. И врвните алпинисти едноставно имаат во себе компетитивен дух. Значи, да кажеме, многу е лесно кога човек е, да кажеме, веќе реализиран во таа област или повозрасен, како, не знам, денес што еве го кажа Рейнхолд Меснер, кој што е икона на светскиот алпинизам од тоа време, од 70-тите, 80-тите, и прв ги искачува сите 14 врвови над 8.000, и тоа тие во тоа време со други алпинисти се компетитивни, да кажеме. Тој денеска пропагира најчесто дека некаква духовност и така натаму, и тоа во тоа време работело егото, тој да речеме со овој Питер Хабелер со кој што го искачуваат прв пат Еверест без кислород, тие 30 години после тоа за разни работи што се испокарале не правеле воопшто муабет. И денеска на нивни 70 и куцур години па се они супер пријатели и така натаму. И такви има многу примери. Значи тие сите луѓе имаат и его и компетитивност и така натаму. А во врска со прашањето за откажување, па летово имав такво едно искуство, каде што со Лукас пријателов се откажавме од искачувањето на еден врв во Швајцарија, буквално на 90-100 висински метри под врвот.
Едноставно ние направивме погрешна проценка уште од старт, така некако апанса се отидовме и не земавме доволно опрема. Всушност не земавме воопшто опрема за осигурување. И качувавме генерално соло, на крајот едно кратко, тенко 30 метарско јаже што го носевме единствено со себе за да ни послужи при помош при спуштање на одредени места, се обидовме со тоа нешто да импровизираме, свативме дека ние многу порано, уште пред да тргнеме на планината, ја погрешивме работата. И едноставно донесовме одлука дека не можевме да вложиме малце поголем ризик до тогашниот, веројатно со над 90% веројатност да го искачиме врвот тој ден, меѓутоа си ја свативме грешката и рековме, не, врвот е тука, ние ќе се вратиме во наредна прилика. Не е некаде, да речам, на друга планета или не знам, не сме вложиле екстремно многу средства за да дојдеме до таму или екстремно многу време или едноставно сето тоа е тука во дворот достапно и човек мора да е свесен дека дури многу искусните планинари и алпинисти често пати прават одредени погрешна проценка. Грешки. Ама сваќањето на грешката е, да речам, сепак клучот кон решавање на ситуацијата и со еден позитивен. Да, на време да се донесе одлуката за да нема многу несакани пати нешта. несаканите нешта не се случуваат само од една грешка, туку од може да биде сплет на мали грешки. Мала грешка води до друга мала, до трета мала, ние не носиме некаква одлука да пресечеме и на крајот доаѓа до нешто што може да не одведе во трагични последици, а за да бидат трагични последици да не мора да е најекстремната планина на светот. Кога сакаш побрзо да се најдеш на некој врв, логично треба и ти да бидеш полесен. Едноставно тој предизвик подразбира дека треба да носиш веројатно помалку тежина, помалку опрема, помалку намирници и така натаму. Од што во старт секогаш си се откажал и знаеш дека нема да оди со тебе и покрај тоа што може би сакаш. И имаш ли во тој поглед некогаш направено круцијални грешки во смисла нешто го оставаш свесно, меѓутоа потоа саќаш дека не може без тоа? Да, во алпинизмот има една интересна девиза, вели light is right, speed is safety. Значи, колку човек е полесен и побрз, толку може условно да биде побезбеден. Ама условно. Зошто велам? Значи, не е само да не земеш ништо со себе, ќе бидеш полесен, меѓутоа тоа треба да е многу добро обмислено претходно. Сега, на високите планини, нормално, што си пократко изложен на ниски температури, на редок воздух и така натаму, толку помалку ќе го истрошиш телото. Тоа што значи ако си полесен и многу спремен, ти ќе се движиш побрзо и нема да престојуваш на тие височини премногу долго, зашто и со престојот на поголеми височини телото се троши. Не носам многу облека, односно тука дефинитивно ја редуцирам на еден минимум, ама неопходен минимум, зависно од временската прогноза, факторот ветер и така натаму, височината на која што одам. И исто така редуцирам на исхрана. Значи тоа треба да се исклучително лесни, енергетски намирници. Не секогаш се оние енергетски гелови, не сум многу голем фан, иако знам да земам особено некои што се похранливи и по-квалитетни. Меѓутоа, суво овошје, јаткасти плодови, путер од лешник, од бадем користам исклучително многу кога сум на планина и така да сето тоа и исто така и на опремата малку да се редуцира, значи се на се многу е тешко да се каже паушално. Меѓутоа, зависно од искачувањето, посветувам значајно време уште пред да појдам
Што да понесам со себе? Сега последно пред еден месец бев сам на врвот Мон Блан, кој што го имам искачено десетина пати од различни насоки, меѓутоа сега беше средина на ноември, тоа е надвор од сезона, постудено е и така натаму. Сам сум, не работат домови на планината и така натаму, разни инсталации. И правам план врз основа на моменталните услови. Ако претходно, да речеме, во летна сезона сум бил соло од долината до врвот на Мон Блан и назад, некојаш сум носел, да кажеме, едно ранче за планинско трчање, што буквално луѓе кои што ги познавам ни на водно не би пошле со такво нешто. Јас сигурно на водно не би одала така. До сега, затоа што имаш многу искуства, кое ти останува како број еден постигнување, не мора да е што се вели на саатот или на штоперицата најбрзо, туку во твојата перцепција едноставно најдраго искачување или најдобар твој успех? Тоа беше еден не толку звучен, ама исклучително атрактивен врв во Швајцарија, врвот Вајсхорн, доста помалку комерцијален и не толку често искачуван како Матерхорн, но со значителна тежина, кој што 2019 го искачив соло, но одејќи во непознато, бидејќи например на Матерхорн јас бев брзински соло, ама претходно го имав искачувано, што значи сепак е познат терен. Во Вајсхорн бев соло во непознато. Брзинското искачување на Аконкагва од 2019, каде што за помалку од 10 часа се искачив од базниот камп до врвот и назад, тоа е нешто што релација која што спремни планинари ја прават во 3 до 4 дена, трае тој самит пуш на врвот Аконкагва. А за следни предизвици има разни идеи, еве конкретно пријателот Лукас, со кој што во последно време многу се пронајдовме на иста бранова должина, иако сме од различни култури. Нели, сакам да кажам, мојата перцепција беше дека не може човек со германциве многу да се најде на иста должина, не да одиме да искачиме нешто заедно, туку на другарска иста фреквенција. Да се поврзат едноставно и карактерно и во секој поглед, да. Буквално да биде така, делиме се. И сега, имаме некоја идеја да одиме на врв над 8000 метри, ќе видиме, ќе утврдиме кој ќе биде тој, но целосно самостојно како наврска од двајца и без користење на додатен кислород. Значи, некомерцијално искачување на врв над 8000 метри без додатен кислород. Сметам дека сме изрели и спремни за тоа. Она што ни фали е она што на човек секогаш му фали на тие искачувања и за жал тие се предиспонирани од буџетот. Значи, тоа се скапи искачувања. Дури и самостојни, тие што одат со агенциите, тие се уште поскапи, тоа се екстремно скапи, но самостојно е поевтино, но сепак чини. Алпски идеи имам секогаш безброј и Алпите се близу, така што таму секогаш можам да скокнам, што се вели, накратко, на подолго. И третиот пакет на идеи се поврзани со водењето во планина. Значи, јас уживам и во тоа. Го правиш, да. Едноставно сакам да движам на врвови, на места на кои што сум бил многу повеќе пати, на некои десетици пати, но сега со нови луѓе, со нова енергија, да им пренесам одредено искуство, да им помогнам во остварување на нивниот сон во тој момент, а од друга страна, за возврат, да ја добијам назад енергијата која што се добива со тоа. Нивната среќа, нивната исполнетост. Апсолутно. Зашто, да бидеме реални, кога човек се искачува по 15 пат на тој врв, да речеме, не знам, на Мон Блан, на Матерхорн, кој да е, па и на Монт Еверест, ако човек бил 15 пати, не е иста возбудата? Апсолутно. Да. Ама кога ќе ја видиш возбудата на луѓето со кои што си пошол заедно, сте ја поделиле таа авантура и патем, до одреден степен си им помогнал да го реализираат тој сон, ти си подеднакво среќен. Ти благодарам многу и ти посакувам да имаш убави празници, пред се да уживаш приватно, а потоа и да следат сите чекори за исполнување и остварување на новите желби и новите соништа.
Да, за крај би сакал да ти се заблагодарам и на сите гледачи на Телма, да има посакам среќна, успешна нова 2025 година и да се движат во природа, не мора тоа да е што се вели во спортски рамки, може да е во рекреативни рамки и здраво е да е во рекреативни рамки, а на сите поамбициозни планинари и алпинисти им посакувам пред се безбеден чекор и многу остварени успеси во новата година. Благодарам уште еднаш многу, се разбира, само ќе се надоврзам, ќе кажам големо благодарам што имаме вашата доверба, што ја имавме и оваа 2024-та. Многу среќа, здравје и се најдобро ви посакувам во следната 2025-та, во која се разбира стандардно ќе се дружиме на Телма секоја недела. Само подсетувам дека месец јануари ќе биде резервиран за она што им предстои на нашите ракометари. Ние сето тоа ќе го следиме, но ета прилика за пошироката јавност и за љубителите на спортот да уживаат редовно во зимскиот период кога е во прашање ракометот. Се најдобро до нашето следно видување во новата година.